сакате да дискутираме, што се случувало пред поплавите, за време на поплавите, по поплавите, што е сега направено, што е било пред тоа направено, ајде ќе дискутираме. Има пресконференција, бидејќи реколте дека нигде не учествува. Така? Не немаше нигде за време на поплавите. Далеку пред да бидат поплавите има пресконференција во Паешево. Оттаму го повикав на началникот Талевски и механизацијата на јавните предпријатија да ги изчисти каналите затоа што можно е да имаме поплави. Следно што овде од оваа говорница ќе покажувам сликите од 5 села што ги имам посетен. Логовани, Долно Оризани, Трн, Паешево, Карамани и не знам и Егин. Даваше сигнал дека навистина обидува може да се случи катастрофа од поплави. Никој тогаш не реагираше, нигде да немаше. Не бевте дужи кришници или овој човек од опозицијата дава предложи, никој не сака да ги прифати. Оттаму почна се. Да ви кажам, дали бевме или не бевме за време на поплави. Бев, почитувам колега, јас оттаму потекнувам. Таму ми се роднините и пријателите. Бев и во Лознани, бев и во Вашерејца, бев и во Чарлија, бев и во Новаци, бев и во Логоварди, бев и во Паешево, бев сегде. Сегде бев. Вече да го правеше власта мостот ке Новаци таму, како заборавате дека не немаше, таму бев, јас и колешката Наташа Петрос. Таму бев на лице место. Не, че тој е тој. Втората работа. Одиме понатаму. Информација за поплавите. Како се вика, општинскиот штаб за цивилна заштита, така, Димче Јошевски и Душко Јанкуловски. Од оваа говорница ги праша. Зошто? Тоа беше веднаш после првиот пат кога имаше поплава. Зошто не се затворени пропустите на Црна река кои што беа, кои што ги направи водата каде што се поплави териториите на општина Битола. Зошто не може ли со камионите да одат да турат земја? Одговорот на Димче Јошевски од оваа говорница. Значи не може да води камион. Кај беше тогаш трансмет? Кај беше итноста на општината, тогаш да рече итна е работава, дајте ќе разпишеме тендер во 4 очи, ќе го земеме трансмет, ќе дојде таму, ќе ги затвори тие чепови кои што беа направени на Црна река. За не се случат вторите поплави. Бидејќи, почитувани колеги, отидов веднаш после првите поплави. Штетата беше минимална на поселите за Кафелагонија и приватните земјоделци кои што живеат на тој дел таму. Штетата беше минимална. Меѓутоа, вториот пат, бидејќи не беа затворени тие пропуски на Црна река, се направи катастрофа. Ова е вистина. Овде можеме да се убедваме колку што сакаме. Колку пари коштали, колку пари биле и која е фирма. Меѓутоа, зошто пред тоа не е ништо не презело. Во февруар, таму во јавно февруар месец беа поплавите. Ние тек по септември сме реагирали, била итна, за да го заштитиме трансмет. Доста бе со троитност. Абе јас од авион се гледа кој трансмет и се што работи. Каже колегата, 4 други фирми работеа таму да го трансмет како бакар, че не само го читаме овде ќе